не малтретиравте, не прогонувавте, не лустриравте, не казнувавте како сакате и кога сакате. Сега веќе доста е. 7 години не лажевте и не манипулиравте, не третиравте како мали деца, како неуки, како наивни, како неписмени, како глупци за испробување на вашите експерименти од медиумските фабрики за лаги и измами, за гебелсовски пропаганди, за пиар шашми. Па веќе доста е. Ниту повеќе ви се плашиме, ниту повеќе може да не лажете. Седум години гледавме како пред наши очи на најбезобразен, на најдрзок, на најрасипнички начин ги трошите нашите народни пари. И зашто? За полнење на вашите джебови, за полнење на вашите сметки, за вашите криминали, за вашите пералници за пари, за лечење на вашите комплекси и фрустрации. Народот ни страда, народот живее во беда и во сиромаштија. Живеачката секој ден станува се потешка и потешка. А тие учени, а недоучени, до вчерашни маргиналци и вечните студенти, преку ноќ изнакупува апартмани и хотели во странство. Преку ноќ станаа новопечени богаташи. Почитувани граѓани, драги пријатели, 7 години владеат со оваа држава како да е нивна приватна собственост. И овој народ ќутеше, молчеше, трпеше, се надеваше на подобро. Меѓутоа подобро не дојде. Она што ни се случува во овие изминати 34 дена не е само реакција на црниот понеделник, на оние настани во парламентот од 24 декември. Ова што ни се случува е нешто многу повеќе. Црниот понеделник беше само капка што ја прелеа чашата. Беше само момент на соочување со вистината. Беше целосно соголување на суровата, тешка реалност во која живееме со ова и под оваа власт. А која е таа вистина? А која е таа реалност? После 7 години нивна преродба, Македонија е посиромашна од било кога. После 7 години нивна преродба, Македонија е позадолжена од било кога. После 7 години нивна преродба, Македонија е подалеку од евроатлантските перспективи од било кога. Драги пријатели, почитувани граѓани, со нив и нивната преродба, Македонија е држава на криминал. Криминал кој што е организиран, спонзориран, заштитуван од самата власт. Македонија не е ниту демократска, ниту слободна, ниту правна држава, туку земја во која што е инсталиран партиско-полициски режим. Целата власт е сконцентрирана во еден човек и една мала група на луѓе околу него. Тие сами одлучуваат, тие сами решаваат, тие жарат, тие палат, тие апсат, тие судат. Тие одлучуваат која фирма ќе обстои, која фирма ќе пропадне. Тие одлучуваат кој медиум, која телевизија ќе работи, која телевизија ќе се затвори. Тие одлучуваат кој ќе се вработи, кој од работа ќе биде избркан. Сами по свој кеф, по свој тер оценуваат кој е патриот, а кој е предавник. Што е лага, што е вистина, што е законски, а што е криминално во оваа земја. 7 години со овој народ и со оваа држава владеат со Стап и со Морков. Ама какво врви времето, Морков се помалку има,
а стапот се повеќе работи. Драги пријатели, денешниот протестен марш сакавме да заврши пред седиштето на Министерството за внатрешни работи. Во една полициска држава тоа е и логично да се протестира пред седиштето на полицијата. Ама еве гледате, кордоните ги поставија тука, не запреа многу подалеку. Не уа, туку браво, ич не сгрешија. Застанавме тука, пред градата во која што живее наредбодателот. Тој не е одговорниот, Никола Груевски. Тој самиот лично и да не види, и да не слушне. Тој самиот, не неговите милиунски мегафони, и да не брои, и да не изброи. Драги пријатели, дозволете во моје име, дозволете во ваше име да му упатам еден поздрав, ке продолжам таму каде што застана Тито. Излези Никола право на тераса и поздрави го народот што гласа. Излези Никола право на балкон да си го видиш црвениот картон. Разбери и свати конечно веќе еднаш Никола дека овој народ денес во Скопје, дека овој народ ширу Македонија по сите градови во изминатите 30 дена не излегува, не се собира за ничија лична кариера, не се собира ниту за една партија, ниту јас, ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту целата здружена опозиција заедно ја немаме таа сила и таа моќ. Почитувани граѓани, се случува нешто побитно, позначајно, многу поважно. Ја препозна нашиот мудар македонски народ, опасноста што е надвисната над оваа држава и над неговата иднина. Разбра нашиот македонски човек, почувствува дека е дојден последниот момент да застане на браникот, да се бори да ја зачува својата слобода, својата демократија, својата држава, својата иднина. А тоа е нешто многу покрупно отколку мене и тебе, Никола Груевски, заедно. Затоа што, ако овој црн понеделник помине неказнето, помине како ништо да не се случило, знаат овие луѓе, знае овој народ ќе ги има не црни понеделници, туку цели црни години, изгубени години за цели генерации. А тоа е многу поголемо од една или друга партија. Почитувани граѓани, пред 7 години во 2006 Никола Груевски ја освои власта, давајќи ветувања, ширејќи надежи за економски напредок, за економски просперитет, за нови инвестиции, за нови работни места. Денес во 2013 година неговата и последна и најголема надеж е да ја сочува власта подпирајќи се на полицијата, на инспекциите, на корумпираните медиуми. Како размислува овој властодржец? Ако народот повеќе не ме сака, па тогаш нека ми се плаши. Не е битно со кого е народот, битно е со кого е полицијата. Драги пријатели, тешко таа власт црно и се пише, која чека само полиција да ја држи на власт.
на крајот на краиштата и овие полицајци имаат своји семејства, имаат своји деца и тие живеат во оваа земја и тие гледаат дека ова што ни се случува не е нормално и тие се свесни дека не може наарно да заврши. Драги пријатели, ова што ни се случува е историски испит, историски тест. Ова повеќе не е борба за власт. Ова не е борба помеѓу две партии или помеѓу две коалиции. Ова е борба, ова е битка. Во каква држава ќе живееме, каква држава ќе имаме. Драги пријатели, не ми треба мене никој да ми ја спасува кариерата. Јас кариера направив. Ја моите лични амбиции ги остварив. Меѓутоа сакам да живеам во подобра, поуспешна, послободна Македонија и тоа е точно. И сакам да се борам и ќе се борам заедно со вас за една таква наша иднина. Ова е одлука која што не може да ја донесе ниту еден поединец, не може да ја донесе ниту една партија. Ова одлука може да ја донесе само оној на кој што му припаѓа оваа држава. Тоа е народот и никој друг. Затоа ни се потребни, затоа ни се неопходни фер, демократски, предвремени парламентарни избори. Народот да реши, народот да одлучи. Избори, 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 избори. На Македонија и се потребни избори. Македонија бара избори. Историски избори за историска победа. Избори, 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 избори. Како ретко кога во мојот живот сум горд што припаѓам на ваков народ. Одиме до крај, одиме заедно, одиме до победа.